Корона пандемијата не научи дека животот без авантура е многу досаден. Ако ја сакате природата, ако сакате спортување, истражување, тогаш дефинитивно треба да станете извидник. Денес со нас се Ана Плетварец, член на старешинството и водач во извидничкиот одред Феникс, и Ивана Сурладжиовска, началник во истиот одред. Ивана, што е Феникс и која е мисијата на овој одред? Извидничкиот одред Феникс од Прилеп представува доброволно здружение, но представува здружение каде што може доброволно да пристапи секој, што би рекле ние од 7 до 77 години. Односно, тоа е здружение каде што може да се зачленат сите оние кои што се љубители на природата, љубители на авантурата и секој оној кој што сака да изгради подобар свет. Што и впатем, тоа е нашето мото, да градиме подобар свет. Што е потребно за еден човек да стане извидник? Кој се може да биде извидник? Да, како што и претходно нагласив, извидници можат да бидат сите кои што сакаат природата и кои што сакаат да креираат и да градат подобар свет преку волонтирањето, се разбира. Од 7 до 77. Значи моментално имаме програма според која што работиме и започнуваме да работиме со деца од 7 години па се нагоре. Колку моментално членови број вашиот одред? Нашиот одред моментално број 90 членови кои што се распределени во различни категории. Ана, дали имате соработка? Каква е соработката со другите одреди во Македонија и колку би рекла дека е развиено извидништвото во Македонија? Да, секако дека соработуваме и со другите одреди и токму заради тоа и се развива извидништвото во Македонија и можам да кажам дека доста е развиено, но сепак се работи на понатамошен раст. Ние навистина како држава представуваме и пример во регионот за раст во извидништвото. Секако, како што напоменав претходно, дека соработуваме со другите одреди, значи сите имплементираме некакви активности заеднички, но секој во својата локална заедница. Сепак, Сојузот на извидници, како наша чадор организација, не води за сите ние заеднички да ги оствариме нашата мисија. Секоја година на 22 февруари се одбележува Светскиот ден на извидниците. Секоја година ви организирате свечена церемонија на која што новите членови даваат завет. Со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме сега, какви се плановите, дали ќе се реализира оваа церемонија? Да, малку сме во потешки услови сега, нели, поради пандемијата, но мора да продолжиме со нашите активности. Годинава заветот малку го поместивме, вообичаено секоја година го организираме околу 22 февруари, нели, денот на извидниците, но годинава го поместивме и ќе го спроведуваме отприлика на средината на март. Поради тоа што временските услови сега се малку полоши, малку е поладно времето, па затоа малку го одложивме, а сепак и се надеваме дека ситуацијата со пандемијата, нели, дека малку ќе спласне. Инаку, за да го одбележиме овај ден, 22 февруари, испланиравме некои други активности, а тоа се активност која прави секој одред во Македонија, направи добро дело. Нашиот одред одлучи дека ќе направиме таква акција и денес ја спроведуваме еве тука на лице место. Делиме бесплатен топол чај за граѓаните да се згреат. Исто така со чајот одат и пораки кои што би му го развивале денот на граѓаните. И имаме уште една мала активност, а тоа е да нахраниме бездомни животни. Тоа е за денеска, а утре имаме друга активност за нашите членови. Ќе имаме во стаза со контролни точки низ центарот на градот. На секоја контролна точка ќе има некои предизвици и нашите членови ќе бидат поделени во екипи и нивна задача ќе биде да ги најдат тие контролни точки и секако да ги извршат предизвиците. Истата акција ќе се спроведува, како што кажав, во другите градови, во другите одреди, во Скопје, Штип, Кавадарци, Кичево, Охрид и така натаму и така натаму. Супер. Корона пандемијата не помести од оската по која што се вртевме. Како ги реализирате, како ви се плановите за да ги реализирате следните активности? Дали и колку ви попречи корона пандемијата во активностите кои што ги планирате?
Точно така, целата ситуација со пандемијата на коронавирусот ни постави едно големо ембарго во работењето на нас како одред, меѓутоа и воопшто како организација, бидејќи извиниците се нели за да бидат во природа и да извидат, а малку потешко функционираат онлайн преку интернет. Она што би можела да кажам дека за наредни планови е дека во најскоро време ќе организираме свечено давање на заклетва на новите извинници и нашата соработка би сакала тука да ја нагласам со спасителната служба Златоврв, која што нели одбележа минатата година заедно со организирање на фестивалот Плетвар Аутдор фестивал. За сите останати активности кои што ги планираме во нареден период, искрено не би знаела да дадам точна информација баш заради движењето нели на коронавирусот и да видиме каква ќе биде состојбата со истиот. Ви благодарам и на двете. Ние како медиум сме секогаш тука за вас, а вие почитувани. Доколку сакате да избегате од градската гужва, ако сакате да истражувате, да запознавате нови луѓе, едноставно да станете подобра личност со која што ќе учествувате во создавањето и на подобар свет, извидништвото е вистинската авантура за вас.